Десетици лица го загубија животот, а околу 100 други се повредени, поголемиот дел од нив тешко во пожар што избувна во бар во швајцарските Алпи за време на прославата на новогодишната ноќ. Хеликоптери и амбулантни возила итно беа испратени на местото на настанот за да им помогнат на жртвите, меѓу кои туристи од различни земји, соопштија официјалните лица. Се наведува дека многу од повредените имаат тешки изгореници и дека одделенијата за интензивна нега во локалните болници се преполни, поради што дел од пациентите се префрлени во болници во други кантони. Командантот на полицијата на кантонот Вале, Фредерик Гислер, потврди дека неколку десетици лица починале, дека се работи на идентификација на жртвите и известување на нивните семејства, но според него ова ќе потрае и во моментов е прерано да се даде точна бројка. Беатрис Пилу, главна обвинителка во кантонот Вале, изјави дека се уште е рано да се утврди точната причина за пожарот. Сведоци на трагедијата тврдат дека пожарот бил предизвикан од пиротехнички средства. Швајцарските медиуми објавија изјави на сведоци кои велат дека виделе пиротехника пошто слушнале силна експлозија. Еден 19-годишник изјавил дека пиротехничките средства поставени врз шишиња со пијалоци го запалиле таванот на барот. Според него таванот многу брзо бил зафатен од пламен, што предизвикало паника и трчање кон излезот од салата, која се наоѓала во подрум и до која се стигнувало преку скали што воделе кон еден ходник. Андреа Еклеси, чистач на објектот во близина на барот, кој ги прифатил евакуираните жители од зградата, каде што се наоѓале Консталасион, сведочи дека луѓето врескаа, видовме црн чад, мирисот беше ужасен. Официјалните лица го опишаа пожарот како моментален и целосно ширење на огнот, термин што го користат пожарникарите за да го опишат начинот на кој пожар може да предизвика ослободување на запалливи гасови, кои потоа можат силно да се запалат. Државниот совет донесе одлука да прогласи вонредна состојба, почнувајќи од 1 јануари од 9 часот наутро. Полицијата истакна дека нема индиции дека станува збор за терористички напад и дека пожарот не бил предизвикан од експлозивна направа.